EU го отвора пазарот за сателити, но чува третина за војската. Европската комисија предложи на европските сателитски оператори, како Starlink и Amazon, да добијат пристап до мобилниот сателитски спектар во Унијата, но со јасни ограничувања. Распределба на капацитетот. 2/3 од спектарот ќе се поделат рамномерно меѓу европските и странските оператори за комерцијални цели. Преостанатата 1/3 се резервира исклучиво за безбедносни, државни и воени потреби на Унијата. Заштита на европските интереси. Овој одбранбен дел ќе биде доделен на европски оператор поврзан со Ириствак, сателитскиот проект на Унијата кој е развиен како одговор на американската доминација во Вселената. Следни чекори. Комесарот за технологија, Хена Виркунен, изјави дека целта е зголемување на конкурентноста без загрозување на безбедноста. Предлогот сега треба да биде одобрен од Европскиот парламент и земјите членки. Официјални цени за GTA 6, стандардното издание ќе чини $80. Компанијата Rockstar Games ги објави официјалните цени и детали за најочекуваната игра на деценијата, Grand Theft Auto 6, чии преднарачки започнуваат на 25 јуни. Цени и дигитални кодови. Стандардната верзија ќе чини $80, додека премиум изданието ќе се продава за $100. Физичките кутии нема да содржат диск, туку само код за дигитално преземање, што предизвика дебати меѓу фановите околу препродажбата на играта. Важни датуми. Официјалното лансирање е закажано за 19 ноември за конзолите PlayStation 5 и Xbox. Оние кои ќе направат дигитална преднарачка ќе можат да ја преземат играта уште на 12 ноември за да бидат подготвени за денот на премиерата. Очекување и рекорди. Нејзиниот претходник, GTA 5, од 2013 година досега се продаде во речиси 230 милиони примероци. Новата игра ќе ја донесе и првата женска главна протагонистка во 3D ерата, Лусија, која ќе ја дели приказната со ликот Джейсон.